Централен дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Вчера на улица Карл Маркс во Штип од тераса на зграда од вториот кат падна 87 годишна штипјанка со иницијали С и при што почина на лице место. Од полицијата нема детали за трагичниот настан. Заврши бербата на модрата слива во пијанечкиот регион. Годинава заради студовите во април, родот е намален за 2/3. Најновата представа на дното на Центарот за култура Ацо Шопов Штип на фестивалот за аматерски театар Фијат во Подгорица, Црнагора освои гран при за најдобра представа. Во касарната Јане Сандански во Штип денес се одбележа патрониот ден на вториот механизиран пешадиски батальон во знак на сеќавање на денот кога пред 72 години во село Митрашинци Беровско била формирана 14-та младинска македонска народно ослободителна ударна бригада Димитар Влахов. Во касарната Јане Сандански денес се одбележа 72 годишницата од формирањето на младинската ударна бригада Димитар Влахов. Ова е ден на втората механизирана пешадиска бригада во Штип. Со низа пригодни свечености беше одбележен овој важен ден за армијата. Свој излагање имаше командантот на вториот механизиран пешадиски батальон подполковник Горан Петрушевски. На денешен ден, пред 72 години во селото Митрашинци Беровско, е формирана 14-та младинска македонска народно ослободителна ударна бригада Димитар Влахов. Својот борбен пат, веднаш по формирањето, го започнала на 18 септември во 1944 година во районот на селото Будинарци со задача да го запре напредувањето на фашистичките сили кон Виница. Следна задача на бригадата била изведување на операција за ослободување на Кочани, а потоа го продолжува својот борбен пат по десната страна на реката Брегалница на правецот Кочани-Штип Свети Николе. Денес вториот механизиран пешадиски батальон представува војна сила достојна за почит, пополнет со професионален персонал обучен и извежбан за извршување на борбени задачи во сите услови и во согласно со стандардите на земјите членки на НАТО. Батальонот е опремен со современи борбени и неборбени материјално-технички средства кои овозможуваат успешно извршување на дадената мисија. Пред се одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија, давање помош на населението при отклонување на последици од елементарни поводи и други несреќи и давање помош на граничната полиција на Министерството за внатрешни работи при обезбедување на државната граница за време на кризна состојба. На втората механизирана пешадиска бригада, бригадниот генерал Зоран Милевски ги анализираше досегашните успешни активности на армијата на Република Македонија за време на кризни ситуации и елементарни непогоди, што значи уште еден доказ дека АРМ овде е секогаш за заштита и помош на граѓаните. И покрај секојдневните задачи и активности на вашата единица, најголем предизвик во период меѓу двата празника беше се уште справување со мигрантската криза на нашата јужна граница. Вие бевте првите кои што пред повеќе од една година застанавте храбро и решително на нашата граница, бевте први кои го прифативте и запревте огромниот бран на мигранти кои дотогаш непречено и неконтролирано ја минува нашата територија. Од тогаш па до денес единици од вашиот батальон заедно со останатите единици од првата механизирана пешадиска бригада цврсто и будно стојат на нашата јужна и северна граница и ја гарантираат безбедноста на нашите граѓани. На полето на соработката со цивилните структури бевте исклучително активни, помагајќи секаде каде што беше потребно, вклучувајќи се во акции од општествен интерес. Бевте присутни на теренот низ целата зона на одговорност. На одбележувањето на празникот на АРМ на истакнати поединци им беа врачени признанија и награди. Исто така беше положено и цвеќе на споменобележјето на Македонија во касарната Јане Сандански.
Продолжуваме со аграрот. Заврши бербата на најраспространетата овошка во пијанечко-модрата слива. Заради ниските температури во април, приносот годинава е намален за 2/3. Агрокомбинатот Рудине од своите насади наместо 1200 собрале само 400 тони род. Заврши бербата на слива во Делчевско. Потврлувањето на сливата во Пијанечко-Малешевскиот регион поради измрзнувањето во месец април најмногу го осетија големите комбинати. Наместо 1200 тони годинава, комбинатот Рудине од своите насади собра едва и 400 тони. Оттаму велат дека освен квантитетот и квалитетот бил слаб годинава, па затоа и тешко одел извозот за странство. Па оваа година не сме задоволни нити од квалитетот, нити од квантитетот, бидејќи се случија некои ниски температури на 26 април, паднаа ниски температури до -5 на нашиот регион, тука Пијанечко-Малешевскиот регион, така да приносите се намалени со 2/3 од очекуваните приноси. Квалитетот исто така не е добар, бидејќи при измрзнувањето и тие плодови што останаа се уништи надворишниот дел на покожицата и овој квалитет на пазарот тешко може да замине, бидејќи не е квалитетна. Па Рудине има слива некаде околу 80 хектари. Ние очекувавме околу 1000 до 1200 тони слива, меѓутоа собраме некаде околу 400 до 450 тони. Во Пијанечкиот регион со насади на слива се покриени околу 700 хектари, а со слична површина располага и Малешевскиот регион. Сливата е бренд во Пијанецот за која општина Делчево посвети цела манифестација Пијанечки денови на сливата, која годинава ќе се одржи на 23 септември. Малку под заборавената градинарска култура, индустријскиот домат се враќа на површините во Овчеполието. Зголемениот интерес за одгледување покрај другото е резултат и на поволностите што на кооперантите ги нуди земјоделската задруга Фруктана од Аргулица. Индустријскиот домат е перспективна градинарска култура која се повеќе се шири на просторот во Источна Македонија. Напори за зголемување на површините вложува и земјоделската задруга Фруктана од Аргулица, која на кооперантите им нуди разни поволности. Стручноста од нашиот кадар кој што го има како тим ќе биде на терен, во смисол садењето, растојанието, значи монтирањето на системите, заштитата, се тоа изготвено од наша страна. Исто така го обезбедуваме значи садниот материјал. Завршно значи организираме бербата и транспортот. Инаку најголема ставка во расходите при производството на домати е работната рака. Трошоците се елиминираат благодарение на комбајнот за берба со кој се заменуваат од 100 до 200 работници. Ова година сајфме малку поголема површина, со што го истестиравме и утврдивме дека ова е нешто многу напредно, добро, значи од голема помош за нас земјоделците. Зборувам голема помош од нас земјоделците од аспект бидејќи работната рака е многу намалена, посебно во овој период бидејќи се поклопува со гроздоберот. Со овој комбај заменуваме некаде од 200 до 300 луѓе. Значи ние секојдневно жнееме од 150 до 200 тона, доколку би имало добар прием во фабриката, доколку нема проблеми. Целокупните количества од домати се наменети за фабриката Балкан Еко Фруит во Свети Николе. Квалитетот на доматите е на солидно ниво. Балан имаме некаде од 80 до 100 тона, што е задоволително. Значи, онаму каде што беа употребени сите агротехнички мерки, заштите, значи сето се покаже како исплатливо, бидејќи одма се осети на тонажите. Изградбата на канализациона мрежа во селото Чифлик, како и завршување на пречистителната станица се проекти во завршна фаза во општина Чешиново Облешево. Општината се подготвува и за достојно одбележување на својот ден на празникот Мала Богородица на 21 септември. Во општина Чешиново Облешево во тек се повеќе градежни активности. Во завршна фаза е проектот за изградба на канализациона мрежа во селото Чифлик, а ќе биде ставена во функција заедно со завршување на прочистителната станица, која ќе биде пуштена во употреба. Паралелно се работи и на патните правци за поврзување на две населени места. Друга текомна активност која имаме на општината Чешиново Облешево е поврзување меѓу патниот правец од населено место Борилчево до населено место Аргулица, која во завршна фаза. Обезбедени средства за овој пат се од Министерството за транспорт и врски или поточно владата на Република Македонија,
Со ова нешто правиме поврзување на две населени места кои требаше да биде со големо заобиколување, значи некаде околу 40 км овие населени места беа оддалечени претходно, а сега ќе бидат оддалечени само за 4 км. Во тек се и други активности кои се од значен карактер, тоа е мостот или препустот кај село Соколарци, кој веќе во завршна фаза, туку го изработува фирмата Жикол, кој веќе се изработени носачите и со текот во најскоро време треба да биде пуштен овој регионален пат. Сега треба да започнеме и со изградата на водоводот, кој е долго очекуваниот водовод за оваа општина, за населените места Облешово, Чифлик, Чишиново и Угларци, и се надам дека во најскоро време и тоа ќе го започнеме. Личков додава дека достојно ќе биде одбележан и денот на општината, кој што ќе биде збогатен со повеќе активности и културни манифестации. Во најскоро време пак, пред зградата на општината, ќе биде поставен и јарбол со височина од 30 метри, со што самата институција ќе добие поубав изглед. Јавното осветлување во Штип е причина за чести реакции на граѓаните. Многумина се незадоволни од квалитетот на осветлувањето, дури и во делови од центарот на градот. Локалната власт е надлежна за уличното осветлување. Оттаму со апел редовно да се пријавуваат светилките кои не се во функција, но и да не се уништува јавниот имот. Проблемите со уличното осветлување граѓаните треба да ги пријавуваат во општина Штип, која е задолжена за негово одржување. Со почетокот на учебната година и намалување на денот се зголемува потребата јавното осветлување околу училишните дворови да биде во постојана функција. Надлежните велат дека Штип е една од општините со најдобро јавно осветлување, а фирмата од Струмица редовно ги отстранува дефектите. Граѓаните во секој момент можат да се обратат на телефоните 226 616 и мобилен 078 472 616. Денешните пријави се запишуваат и се предаваат на екипата во текот на утрешниот ден, на утренската средба. Само да нагласам дека не секој ден имаме екипа од операторот што одржува јавното осветлување и од тие причини ги замолувам граѓаните за мало трпение, затоа што не може секогаш да биде во рок од 24 часа отстранет дефектот. Некој се случува да поминат и 2 до 3 дена. Осветлувањето на пешачката патека позади Исарот редовно се одржува. Најчестата причина за нефункционирање на светлата е физичко оштетување на светилките од страна на несовесни граѓани. Редовно се одржува таа патека и исто како и на другите места што кажав, би сакала да апелирам уште еднаш со крајно коректно однесување, односно заштита на јавната и на јавниот имот, бидејќи јавното осветлување е јавен имот и го плаќаме сите ние од комуналната такса. Пред почетокот на неголемата гурманска манифестација Пастрамлијада 2016, освен во централното градско подрачје, уличното осветлување е подобрено и во останатите населби. Дефектот во Штипската населба 8 ноември надлежните го отстранија, а исто така веќе неколку дена функционира новото осветлување кое е поставено на кружното решение кај Дујле. Фитнес зоната кај пешачката патека во Штип најдена убав прием кај граѓаните. Наскоро со фитнес зони ќе бидат опремени 4 штипски населби, а во најава се и стрит баскет терени и скейт парк. Денес официјално беше пуштен во употреба новиот фитнес парк на пешачката патека за Дисарот, во кој граѓаните ќе може да спортуваат и рекреираат. Станува збор за првата бесплатна фитнес зона на отворено во Штип, која се реализира со финансиска поддршка од Агенцијата за млади и спорт, а се простира на површина од околу 180 метри квадратни. Станува збор за една вредна инвестиција која што многу ќе придонесе за сите оние граѓани кои што сакаат рекреативно да спортуваат и бидејќи верувајте во изминатиот период во Република Македонија не се памети реализација на ваков проект. Можеби дел од општините реализираа изградба на одредени фитнес зони и центри, меѓутоа не со ваква опрема. Ставени се вкупно 8 реквизити кои што се безбедни и едноставни за користење и за почетници, меѓутоа и за искусни спортисти кои што рекреативно сакаат да се занимаваат со ваков вид на спорт. Инаку Агенцијата за млади и спорт за оваа година, иако почетокот на овој проект го најави за октомври, сепак успеавме во експресно брз рок да ги завршиме тендерските процедури, проектно-техничката документација. Овој проект пред се кај граѓаните, но и кај градоначалниците од општините е позитивно прифатен и навистина особено ме радува фактот што дел од општините веќе ќе го превземат овој проект и ќе ги прошират нивните инвестиции во спортската инфраструктура. Со поддршка од Агенцијата за млади и спорт, Штип доби 7 спортски објекти, а отворањето на фитнес зоната е корисна за сите генерации. Веќе од понеделник ќе започне изградбата на пешачката патека од населбата 8 ноември до населбата Караорман
изјави градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Во овој момент да истакнем дека отварането на фитнес зоната е пред се корисна за сите, и за најмладите, и за најстарите. Таа е лоцирана на најживописниот дел од нашиот град, покрај клисурата на реката Брегалница, меѓу населбата 8 ноември и населбата Ново село, се наоѓа непосредно покрај шеталиштето, кој го изградивме некаде пред 2,5 години. И да истакнем дека сега од понеделник почнува изградбата на уште 7 километри од оваа шеталиште и од оваа патека која ќе оди од населбата 8 ноември до Старка Рорман. Мојата желба е да ги сочуваме овие објекти и сме измотивирани од Агенцијата за млади и спорт да направиме уште 4 вакви фитнес зони во повеќе делови од нашиот град. Во наредниот период ќе следи оваа реализација. Можеби нема да ги има сите справи како што се овде, но ќе гледаме секаде да направиме во сите населби по една таква зона. Во наредниот период Агенцијата за млади и спорт ќе продолжи со спортската инфраструктура, односно во 2017 година Штип ќе добие игралиште за стрит баскет и нов скейт парк, кој ќе биде во непосредна близина на фитнес зоната. Вчера на улица Карл Маркс во Штип од тераса на зграда од вториот кат паднала 87 годишна штипјанка со иницијали СИ, при што починала на лице место. Увид на лице место изврши екипа од СВР Штип, од каде не излегуваат со детали за настанот. Најновата представа на дното во продукција на Центарот за култура Ацо Шопов од Штип на престижниот фестивал за аматерски театар Фијат во Подгорица, Црна Гора освои гранд приз за најдобра представа, а режисерот Дејан Пројковски ја доби наградата за најдобар режисер. По 2,5-часовната глума во ладната вода, штипските актери вклучени во представата на дното добија топли овации од присутните кои ги гледаа на Фијат фестивалот во Подгорица, Црна Гора, кој траеше од 8 до 15 септември. Освен долготрајниот аплауз, новиот пристап на режирање на делото на Максим Горки, на Дејан Пројковски му ја донесе наградата најдобар режисер на овој фестивал, а Пројковски заедно со актерите ја доби и незначајната награда Гранд При. Значи, фестивалот во Фијат во Подгорица е еден од најголемите овде. После Битев фестивалот во Белград може би вториот по големина фестивал на Балканот. И огромно ми е задоволството да соопштам веста дека ја освоивме Гран Прито и наградата за најдобра режија. Каде што имаше огромна конкуренција, каде што се појавија имиња, режисерски имиња и театри од Словенија, од Босна и Херцеговина, од Србија, од Италија. Напорната работа и пробите кои се одвиваа до раните утрински часови, настинките кои во тој период ги добиваа актерите од водата во базенот каде се одвива сижето на представата, се заборавија и за нив единствено значено е тоа што во голема конкуренција токму на дното го доби Гран Прито. Задоволството е поголемо и поради позитивните коментари од публиката, но и колегите од останатите театри. Таму значи беа воодушевени. Можам да кажам дека ние разговаравме со еден колега од Кипар кој што ни не фалеше 15 минути и ни кажуваше дека сме ме вратили љубовта кон театарот, што значи театарот. Општо чувство имам дека сите многу добро ја примеа представата, со тоа што се позна 20 минути аплауз, значи ме враќа по многу пати. Ова е моје прво учество на фестивалот на Фијат, воопшто и надвор од Македонија на било каков фестивал што има надпреварувачки дух. За мене лично како актер, значи ми дава поттик за понатамошна работа, ми дава ветер во грбот да продолжам да работам, да имам одлични представи, да даваме се од себе како актери, што се вели да гинеме за нашиот театар, затоа што не е лесно да добиеш признание надвор од границите на Македонија, што знаеш дека си имал огромен товар како актер за оваа представа, што си го изработил тоа и мислам задоволството е за сите. Заедно со Ристевски и Јарев и останатите актери, во актерската екипа и Стојан Арев, кој веќе 2 години е во пензија. Тој истакна дека е благодарен за поканата да биде дел од победничкиот тим. После 42 години работно искуство во театарот, прв пат ми се случува Гран При да добијам некаде. Нема стари глумци. Има глумци и не глумци.
Директорот на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов Миле Вратеовски истакна дека во текот на наредните денови е најавено присуство на претседателката на жирито на Фијат, при што и официјално ќе им бидат врачени наградите. Вратеовски додаде дека со оваа представа ги очекува учество и на многу други театарски фестивали, што би можело да им донесе и нови награди. Лидерите на 27 земји од Европската Унија ќе се состанат денеска во Братислава на неформален, но исклучително важен самит, на кој најмногу ќе се разговара за иднината на Европската Унија без Обединетото кралство. Првиот голем состанок на лидерите на Европската Унија без представник на Велика Британија ќе има две цели, пишува Блумберг, наведувајќи дека на европските влади прво им е потребен план за идните односи со британците, а потоа и план за реформирање на Унијата. Во двата случаи треба да се осигура дека на крај заминувањето на Велика Британија нема да го ослабне, туку дека ќе го зајакне европскиот проект. Формалните преговори за Брекзит ќе започнат кон почетокот на следната година, а најважното прашање уште е сега познато: спорот меѓу британската желба за преференцијален пристап кон европскиот единствен пазар и инсистирањето на Европската Унија таквиот пристап да подразбира слободно движење на работниците во Велика Британија. Како што претходно најави претседателот на Европскиот совет Доналд Туск, темата на разговор во Братислава нема да биде само Брекзит, туку и преземање на политичката контрола над заедничката иднина. 7 чувари на редот и 2 воени лица се убиени, а 3 војници и 2 цивили ранети во синоќашниот напад на бунтовници од Курдската работничка партија во околината на селото во источна Турција, јави весникот Милиет, повикувајќи се на соопштение на локалните власти. По нападот дошло до престрелка, пошто во областа следувала голема акција за пронаѓање на сторителите, која што е потпомогната од полициските хеликоптери и која се уште трае. Председателот Владимир Путин ги повикува русите в недела да излезат на гласање за парламентарните избори. На изборите првпат ќе учествуваат гласачи од полуостровот Крим, што беше анкетиран од Русија во 2014 година. Изборите се одржуваат во време кога рейтингот на Путин е околу 80% и покрај најдлабоката рецесија во текот на неговото 16-годишно владење. Ве повикувам на гласачките места, изразете ги своите ставови, без оглед на нашите политички мислења, учество на избори и граѓанска должност на сите нас, израз на нашите искрени чувства кон татковината и грижата за иднината. Изберете, гласајте за Русија, истакна Путин во телевизиската порака. Руските власти годинава дозволија да се киднапираат поголем број опозицијски кандидати, обидувајќи се да ја подобра сликата за демократијата по масовните протести од 2011 година поради изборните нерегуларности. Објавен е јавниот повик за поднесување понуди за продажба на акциите на фудбалскиот клуб Брегалница во дневниот печат. Продажбата на акциите ќе се изврши по пат на јавно надавање со поднесување на затворени понуди. Предмет на јавниот повик е продажба на 250 обични акции, собственост на општина Штип во Друштвото за спортски дејности ФК Брегалница 2008 АД Штип, што представува 100% од вкупните акции на друштвото. Вкупната вредност на акција, собственост на општина Штип во друштвото е минимум 25.000 евра, односно 100 евра по акција. Продажбата на акциите ќе се изврши по пат на јавно надавање со поднесување на затворени понуди, а јавниот повик за продажба на акциите се смета за успешен и во случај ако биде доставена најмалку една понуда што ги исполнува сите услови и барања предвидени во документацијата за јавниот повик. Постапката ќе ја спроведе комисија основана од градоначалникот на општина Штип. Документацијата на јавен повик може да се подигне секој работен ден од 7 до 15 часот во просториите на општина Штип, оделение за комунални дејности. Крајен рок за доставување на понудите е 27 септември до 11 часот, додека јавното отворање на понудите ќе се изврши на 3 октомври.
Ово беше се во централниот дневник на Канал Плюс. Се гледаме повторно во 23 часот, термин за третото и последно издание на дневникот. До тогаш пријатна вечер.